Премиерот Христијан Мицкоски, придружуван од министри од владениот кабинет и пратеници од регионот, денеска престојуваше во градот Кичево, каде заедно со градоначалникот на општина Кичево Александар Јовановски промовира неколку инфраструктурни проекти од значење за градот. За време на посетата беше промовирана реконструкцијата на спортската сала Јанчица, реконструкцијата на улица Маршал Тито, како и реконструкцијата на патот од термоцентралата Осломеј до село Србица. И да ви кажам искрено, денес сум презадоволен затоа што имаме што да покажеме и со што да се пофалиме во нашата општина. Откако дојдов на оваа функција, имаше проекти кои што беа закочени, кои што беа тендерирани од владата на ВМРО ДПМН, дадени средства по унгарскиот кредит, меѓутоа од грешки во проекти и од разни тривијални причини беа блокирани. За среќа, сега успеавме да завршиме со улицата Маршал Тито, успеавме да дојдеме до фаза на асфалтирање на улицата 4 јули, се почна улицата Тренко Тасевски према населбата Иван Идол, која што е од круцијално значење, таа ми се чини една од најголемите населби во Кичево. За среќа се реконструира комплетно пристапниот пат кон село Србица и тука ми е особено задоволство затоа што тука се предците на мојата сопруга, така да ми представува особено задоволство што успеавме тука да оствариме еден убав проект. Имаме во тек една голема група на проекти што се одвиваат во моментов, да речеме, во Гарани, во селото Грешница, во селото Зајас, зборувам за северната страна на општина Кичево. Од друга страна, во моментот имаме проектни задачи за градење на јужниот дел на општината Кичево, за изградба на 2 водоводни резервоари во селата Иванчишта, во селата Душогубица, пристапни патишта према селото Ехлоец, према селото Душогубица, така да во текст сме пристапниот пат према село Вранештица, да не го заборавам, така да сме во една офанзива која што верувам дека за брзо време ќе допринесе да нашиот град да малку да го промени ликот и да добиеме една поубава и попријатна средина. Од ова што можеме да видиме, прилично амбициозна агенда и убеден сум дека сите овие проекти кои што се отпочнати ќе бидат и завршени. Јас би сакал да му се заблагодарам на градоначалникот, се разбира, за сето тоа кое што заедно со советниците кои што го поддржуваат во рамките на Советот и администрацијата го прави. После долги години застој, гледаме дека почнуваат да се забележуваат првите знаци на развој и во периодот кој што следи ние како влада ќе продолжиме да го помагаме развојот на општина Кичево. Ја се заблагодарам на моите колеги од владата кои што денеска се тука, и министерот за социјална политика, демографија и млади, и замениците во Министерството животна средина и просторно планирање и јавна администрација. Тука се исто така и пратениците од Македонското собрание кои што даваат максимум за да имаме проект повеќе овдека во Кичево. Така беше до сега, така ќе продолжиме и во периодот кој што следи, а јас како претседател на владата, како до сега, а така и од сега, па и натаму, ќе ги поддржувам сите овие иницијативи кои што доаѓаат од општина Кичево.